Децата го губат видот, таблетите и телефоните им го оштетуваат здравието. Секојдневното користење на мобилни уреди ги напрега очите и доведува до сериозни проблеми со видот кај најмладите. Бројот на деца со оштетен вид расте загрижувачки. Очните лекари предупредуваат дека треба да се воведат ограничувања и да се обрне поголемо внимание на здравието на децата. Препорачуваат само 2 часа користење на телефон во текот на денот, а потоа излегување на природа и гледање на далечина. Значи, со таквото изложување на повеќе сати во текот на денот со работа на блиску, односно на монитори и телефони, се зголемува ризикот од миопија, односно појава на минус диоптрија. Не само што може да има диоптрија, туку се стимулира и таа диоптрија да се зголемува. Така да постојат голем број на дечиња кои што имаат, за жал, уште од мали нозе, многу високи, многу голема диоптрија и имаат потреба од постојано носење на очила. Препораките е максимално во текот на денот да бидат пред монитори 2 часа и тоа не во континуитет. Така да треба да се прави пауза, односно ако се седи одреден период, да се направи пауза со тоа што детето ќе биде изложено на дворешни услови, значи во дворешна средина да гледа и надалеку, да не е само да гледа на близина. И најважно да не биде повеќе од 2 часа вкупно во текот на денот. На рутински прегледи повикува офталмологот Шишарица, се со цел раното спречување на ваквите појави. Прегледи се препорачуваат и за лица кои што воопшто немаат проблеми, бидејќи како што рече таа, често во пракса кај ваквите лица може да се појави проблем. Редовните и најрутински прегледи се многу важни затоа што често се случува и луѓето кои што немаат апсолутно никаков проблем, а да не дојдат на еден таков рутински преглед, ние да најдеме некој проблем кој што не дава никакви симптоми. И од наша страна секако е најдобро да го откриеме во некаква таква порана фаза, бидејќи проблемот може многу полесно да се реши без да има никакви трајни последици на видот. Да, тоа е нешто што го носи модерното време, за жал. Инаку офталмолозите понатаму советуваат граѓаните да не чекаат и секогаш навремено да доаѓаат на рутински прегледи, како што велат колку порано толку подобро да се открие самото заболување.